Смилјан Аврамовски, македонски полициски функционер и поранешен министер за внатрешни работи, ќе води работната група за спроведување на реформите во системот за следење на комуникациите. Оваа одлука била донесена на вчерашната седница на владата. Тимот на Аврамовски ќе брои 29 лица, меѓу кои ќе има и членови на надлежните министерства, на собранието, на правосудството, на народниот правобранител и други експерти. Се формира работна група за изготвување и следење на имплементацијата на планот за реализација на препораките на групата високи експерти за системски прашања од владење на правото во врска со следење на комуникацијата. Ова е работната група на Прибе. Председател на оваа работна група, која што ќе ги следи имплементацијата на мерките, вчера е именуван Смилјан Аврамовски. Оваа група е составена од 29 членови, вклучувајќи и представници на министерствата, на експертската јавност, на Собранието на Република Македонија, Народниот правобранител и имаме членови на академско-научната дејност. Оваа група ќе ги следи имплементацијата на мерките по извештајот на Прибе во однос на реформите на разузнавачките служби. Аврамовски, откако дипломирал на Факултетот за безбедност во Скопје, работи како директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, потоа како министер за внатрешни работи, па заменик директор на УБК, додека е директор Сашо Мијалков. Во октомври 2013 година Смилјан Аврамовски беше лустриран за случајот Темел. Станува збор за следење на организаторите на студентските протести, членови на подмладокот на ВМРО ДПМН во 1997 година, кога Аврамовски бил началник во УБК. Според образложението на Комисијата за лустрација, тој давал или одобрувал действувања со кои се кршени основните човекови права и слободи на граѓаните од идеолошко-политички причини. Покрај ова Бошњаковски информираше дека на вчерашната владина седница било договорено да се спроведе истрага за серијата Македонија, бидејќи продуцентите зеле 1,2 милиони евра, но ништо не снимиле. Неправилностите ги утврдила Агенцијата за филм на Македонија. Средствата биле доделени на продукцијата Јадран филм и сосема накратко требало да направат проект игра на серија Македонија, но во согласно со утврдениот термин, да бидеме прецизни, 4 септември 2017 година, првиот дел од серијалот ниту бил снимен, ниту бил доставен, но парите се префрлени, а парите се 1,2 милиони евра. Вчера на владина седница се донесе одлука дека остатокот од парите, 4,6 милиона евра, нема воопшто да бидат префрлени, а ќе се бара одговорност и за овие пари кои што се веќе префрлени, бидејќи сервисот не бил доставен. Значи ништо, ниту е снимено, ниту имал некој намера да снима. И дополнително ќе се спроведе истрага и ќе се произнесат и други надлежни институции во однос на оваа ситуација. Меѓу другото, владата донела одлука по идна постапка 12 установи да добијат 40 инкубатори. 24 ќе бидат поставени на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, 6 на клиниката за детски болести, а ќе добијат и специјалната болница за гинекологија и акушерство во Чаир, како и во здравствените домови во поголемите градови низ земјава. Покрај ова, владата одлучила да биде одземена титулата почесен конзул на лице кое што има извршено кривично дело. Оттаму објаснуваат дека не се работи за конзулат за дипломатско-конзуларно представништво на Република Македонија, туку за титула почесен конзул која што ја добиваат државјани на други земји и тие се одговорни за функционирањето на таа канцеларија, што значи дека не затвора Македонија канцеларија во Барселона, туку едноставно му се одзема титулата почесен конзул и со тоа престанува неговото дејство во тој град, велат од владата.